Официјализирана новата локална власт во општина Карбинци. Општинската изборна комисија му го додели уверението на Јордан Насев и тој од вчера ја преседе градоначалничката функција. Приоритет на новото општинско раководство ќе биде изградба на водоснабдителни системи и стварање услови за чиста и здрава вода до секое домаќинство. Се уште не знаеме каква е состојбата, немаме увид со долговите во сметката, меѓутоа најверојатно веќе од понеделник ќе знаеме точно колку должи општина Карбинци. Само може да кажам дека сметката е блокирана веќе подолг период и се исплаќаат само средства за плати и основни трошкови. Значи други средства за инвестиции и други работи нема. Во меѓувреме, новиот општински совет ја одржа конститутивната седница, на која, освен верификација на мандатите, го испра и новиот председател. Им благодарам на укажаната поддршка на советниците, кои дадоа поддршка за мене, а со цел да работиме сите заедно во интерес на сите граѓани, без разлика на политичка, верска, национална припадност. На локалните избори во Карбинци НДМ освои едно советничко место. ВМРО ДПМН е 3, а СДСМ и коалицијата во новиот состав имаат 5 советници. Затоа ја водим и оваа битка за да ја освоиме власта во општина Карбинци, за да посветиме внимание на нашата програма, на потребите на граѓаните, со тоа што ќе подобриме животот во општина Карбинци за повеќе пати. На првата седница во Карбинци беа именувани и формирани и повеќе комисии. Во оваа прилика до јавноста се обрати и поранешниот градоначалник на општината Зоран Минов. Во изминатите 4,5 години единствена моја должност беше да го представувам вашиот интерес и да ја направам општина Карбинци подобро место за живење. Со партнерски односи и со заеднички сили ја движевме општината во еден нагорен тренд на развој. Она што во 2013 ви го дадов како предизборно ветување во вид на партиска програма, во голема мера беше остварено, при што беа реализирани повеќе од 180 проекти, а инвестирани се повеќе од 4 милиони евра. Посебно сум горд што успеав да ја подобрам патната инфраструктура и да ги асфалтирам скоро сите улици во населените места, да градам и реновирам училишта и градинки, паркови, игралишта, спортски сали и друго. Покрај сета оваа работа има време да ги слушнам сите ваши проблеми и во рамките на моите можности да ви излезам во пресред и да ви помогнам. Стои во обраќањето на Минов.